Се најави новиот модул за евиденција на елективните хируршки интервенции, веќе официјално достапни на порталот operации.zdravstvo.gov.mk. Со него пациентите вели ќе може да ги следат листите на чекање, операциите ќе се закажуваат по принцип прв дојден, прв услужен. Инаку ова е нов модул за евиденција на овие елективни операции, како што кажав, и сведоци сме поучени од искуството дека постојано гледаме дека се надополнува и надградува платформата Мој термин изминативе години, така што се надам дека денеска со Жаклина само ќе ги нотираме оние теми, да речеме како системот ќе ги подобри можеби овие листи на чекање за елективни операции и зошто е воведен самиот модул, што значи тоа за нам како сограѓани и пациенти, како пациентите ќе може да го следат можеби нели својот тек или редот во реално време, како се контролира можеби транспарентноста и редот и намалува ризикот од злоупотреби и како ова електронска евиденција ќе ги зајакне секако довербата и отчетноста на здравствените услуги. Господја Жаклина Чогаровска, добро утро за прв пат во утринската на Телма и во оваа сезона. Драго ми што безбедно пристигнавте покрај хектичниот сообраќаен метеж периодов. Она што морам да го бендисам кај вас и веројатно се препознаваме тоа што сте точаколюбе, што се вели, најнародски кажано. Да. И драго ми е што сте една од тие дами кои што и во овој период од годината го употребува велосипедот како превозно средство. Да, како главно. Како главно. Сега не утринава. Не успеавме. Да, бидејќи сепак сте во еден друг дел од Скопје, меѓутоа вистина аплауз за тоа ќе ви честитам. Секако и честитки и аплауз за надградувањето на платформата. Мислам дека е соодветно време да го информираме секој некој што ќе не гледа на Телма телевизија. Можеби некој е информиран, имате секако нели и ваше излагање и во кај мои колеги низ други медиуми, меѓутоа претпоставам дека ќе добиеме некако убаво објаснување од прва рака што се вели за тоа како мој термин се трансформира постојано и гледаме дека вистина доживува една своја еволуција како дел од здравствениот систем кој не на појасна, пофер и поефикасна услуга за сите македонски граѓани. Сега можам да кажам дека долго време можеби нели листите за чекање за елективни операции бе една од најсензитивните и можеби чувствителни теми кај секој од нас во здравствениот систем и можеби што покажа анализите, така би го започнало ова наше излагање, каде беше можеби најголемиот јас помеѓу евиденцијата и самата реалност. Да. Добро утро и од мене најпрви. Ви благодарам за поканата и можноста да раскажам кои се тие нови работи кои ги воведовме во мој термин. Всушност, и придобивки наши. И придобивките, така. Всушност, новина е само представувањето, односно јавното прикажување на овие листи за елективни операции, кои во системот постојат од самото негово воспоставување како национален систем, односно некаде од 2015 година започнавме со водењето на болничкиот дел на евиденциите и согласно со тоа и водењето на елективните операции. И досега тие беа достапни секако за секоја здравствена установа да ги следи секој лекар да ги следи своите пациенти кои ги закажува, меѓутоа и да го воспостави оној ред на закажување на операции. И правиме постојано анализи, но за 2025 направивме на така по широка анализа, подлабока, во која дојдовме, а секако вклучувајќи ги и се почестите пријави, можеби да ги наречам, пријави од граѓаните дека не се запазува секогаш редот за овие елективни. Злоупотребува и така. Да, не го кажам и тој збор злоупотребува, но направивме анализа и утврдивме всушност дека имаме проблем во водењето на овие евиденции. Првиот доказ за тоа ни беше кога побаравме податоци од установите, колку они годишно извршуваат операции и тоа што се води како извршена операција во системот, наидовме на еден, навистина за нас беше малку запрепастувачки податок. Јас тука и бројките ги имам, дека, например, во 2025 година пријавиле установите дека извршиле над 98.000 хируршки интервенции, а во системот на цела календарска 2025. Да, а во системот беа евидентирани како операции 58.600 операции. Тоа речиси половина. Да. Проблемот не е во тоа дека не ги евидентирале воопшто како здравствени услуги, туку погрешно ги евидентирале. Малку би сакала да појаснам еве сега. Да, како го толкуваме да речеме овој дисбаланс. Секогаш во законот тоа е запишано и така треба да е постапката кога докторот ќе оцени при прегледот на пациентот дека тој треба да изврши хируршка интервенција, а тој е лекар-хирург, тој треба да му издаде еден упат кој ние го нарекуваме болнички упат за операција. Тоа е посебен тип на упат и со самото издавање на тој упат пациентот влегува во неговата листа за таа одредена хируршка интервенција и се следи хронолошки. Бидејќи станува збор за тие кои ги нарекуваме елективни операции, тоа се операции кои не се итни
и треба да се следи тој ред што го спомнавте вие, прв дојден, прв услужен. Така. Имаат можност веднаш да го направат распоредот и голем дел од установите тоа и го прават. Но во еден излезе дека и навистина и голем број на лекари и установи не се следел тој редослед, односно пациентите не го добивале, односно некако некој многу побрзо доаѓал до операција, некој чекал веќе и со години. Од тие причини се обидовме, еве сега го објавуваме, од едното е навистина да бидеме транспарентни, да бидат и установите транспарентни, да се знае каде кај кој лекар и за која интервенција колку се чека, а и секако секој кој го добил тој свој упат преку на упатот постои еден, ние го нарекуваме број на упат, кој е составен од бројки и букви, тој е уникатен во нашиот систем, може да со внесување на тој број да си го пронајде своето место, на кое место од листата е кај тој лекар. Па, знаејќи од прилика колку годишно или колку неделно или месечно се прегледува, од прилика ќе знае кога ќе му биде редот за операција. Значи ние кога го добиваме упатот, таму си пишува конкретно бројче, кое што е внесено во системот, и практично со ова и ги се заштитуваат личните податоци, да не се злоупотреба, да речеме, кај самиот пациент. И по тој број се прикажуваат и листите. Ако сега отидете на порталот, ние веднаш после првата промоција направивме веднаш и некои подобрувања, воведовме еве можност за пребарување по одреден лекар, воведовме можност за пребарување по одредена интервенција. Можеше до сега да се следат целите листи, но сега можете, еве, ако сакате кај одреден лекар да проверите за одредена интервенција колку е му е листата на чекање, можете тоа да го направите. И секако се обративме до установите. Ние се обраќаме постојано и пред да го воспоставиме овој систем, за да навистина сега малку и под притисок и на еве и јавноста и медиумите да ги ажурираат листите. И сето тоа еве морам да кажам дека навистина најде на одговор од нив. Јас извадивме од системот и бројки кои покажуваат еве 20 на дена е како е промовиран модулот. Значи, речи си еден месец, 3 седмици како веќе е достапен. 3 седмици е ова веќе достапно за сите да проверат. Ние во овие 3 седмици, бидејќи им укажавме на установите дека треба да ги ажурираат листите. Таму навистина се наоѓа и пациенти кои повеќе не им е ни потребна или ја направиле некаде интервенцијата на друго место и од различни причини би ја откажале, тие направија контакт со нив и видовме дека во системот околу 3000 такви пациенти веќе не се на листата, односно се избришани, еве во наводници од самите установи, од лекарите, а во меѓувреме започнаа сите ажурно да ги издаваат болничките упати за операции, па исто и тоа пресметавме за овој период од 4 февруари, всушност кога започна системот, над 5600 нови пациенти се влезени во листата. Направивме споредба како било тоа во претходниот период. Не е дека е толку многу голема разликата, но еве за претходниот месец за тие 20 дена околу 4000 била таа бројка. Веќе се забележа поголема отчетност. Да. И моментално и тоа извадивме бројка, вкупно околу 25.000 пациенти чекаат на листата за операции во државава. Имајќи сега предвид дека минатата година се направиле, ова е една груба математичка пресметка, 98.000 операција, сега чекаат 25, изгледно е сите пациенти кои чекаат да добијат, навистина, барем во текот на оваа година, да дојдат на листата, односно да се направи некоја операција. Се ова не е толку црно-бело, не можете така чисто математички, бидејќи има различни типови на хируршки интервенции, има нели поедноставни, посложени секако. И најмногу имаме тоа евиденција и би сакале во следниот период, тоа и го зборувавме уште на почетокот при промовирањето на модулот, да излеземе со такви пресметки, со податоци, ќе ги вклучиме, ќе ги вкрстиме и податоците на извршени операции од секој лекар, па на овој начин со многу алатки кои се сега популарни, користејќи или секакви вештачка интелигенција и големи добри пресметки анализи, да пресметаме за секој пациент веднаш кога ќе дојде на листата, кога од прилика би бил неговиот ред за операција. Така да тоа ни е следното нешто што го планираме. Меѓутоа и ова е до сега доволно за да се расчистат можеби некои работи, некои некаде неоправдани, ќе кажам, не знам, велат луѓето дека лекарите по дефолт одат нели со некои злоупотреби, дека даваат предност на пациенти. Некогаш ајде поучени до искуството, честни исклучоци, повторно ќе кажам. Да, меѓутоа еве сега јавно и јасно може да видат навистина колку се чека. Исто направивме анализа за кои операции и често ја спомнуваме операција на катаракта на очи. Таа е честа, да речеме.
еве во нашата држава, имаме и точни бројки и најголем редот, иако имаме и доста хирурзи кои ја вршат оваа интервенција, и за неја се чека најмногу, односно има најголеми листи кај сите лекари кои ја прават оваа операција, и секако оние вградување на колено, тоа ортопедските операции, таму се чека, и оние стандардните. И се тука, знаете, како отвара ова анализа која ја имаме ние всушност и досега, меѓутоа ова малку сега и јавноста кога е вклучена и секако сите епимедиуми, бараат од нас, и добро е тоа што го правиме, да направиме анализа на ресурсите, и една од целите на воведувањето на вакви системи кога имате вие листи на чекање, и тоа да установата се обиде на најдобар можен начин да ги распредели ресурсите во поглед на искористеност на операциони сали, во поглед на искористеност на лекари и медицински персонал кои учествува во операциите, па така да се секако предложат уште подобро водење на овие листи, односно да добијат сите најбрзо што можат, да дојдат на ред за да им се направи операцијата. Споминавме елективни операции, меѓутоа ве споминавме сега, знаеме кога е нешто ургентно, тоа веднаш мора. Меѓутоа дали некој па влегуваат и ургентни итни операции на оваа листа, или тука нема место за чекање? Тие секако добиваат ист тип на упат кој е болнички упат за операција. Еве прости на дигресија, Жаклина, да речеме, ако јас сум да речеме закажан кај пациент тој и тој, кај докторката, еве Жаклина, да речеме, нели? И чекам јас сега месец март 25. Меѓутоа ако некој ургентно има нешто со очите, дали листата на чекање се поместува, па и да идеме некој друг пациент кој што има ургентност прв на листата? Секако, и тоа е легитимно, и лекарот на крај секако сам одлучува за својот распоред во соработка со стручниот колегиум, но должен е да го евидентира. Да, и системот тоа го возможува, и досега го возможувал. При секој не велиме прескокнување на редот, тој треба да даде образложение зошто го прескокнува редот. И се пишува таму во запис? Да, во записот, зошто, од кои причини е прескокнат редот на претходните пациенти. И секако итните случаи, често пати трауми или при сообраќајни несреќи, секако во било која пригода ако се случат, тие не влегуваат во листа, тие директно одат во операции, И затоа можеби кај лекарите кои се занимаваат со таа патологија нема да видиме листи на чекање долги, бидејќи тие работат многу операции, или интервенираат секојдневно. Тоа е секако, и тоа не трпи одложување. И дигестивната хирургија, најчесто травматологијата, тие се тие некои гранки кои, секако кардиохирургијата, тие се некои гранки кои можеби веќе видите дека немаат листи на чекање, неврохирургијата, ќе спомнам, но сепак за оние и кај нив, во делот каде што може да се направи листата, се прави, секако се трудат сите да ја следат оваа листа на чекање. Да. Жаклина, вие сте раководител на оделението во управата за електронско здравство, па така што верувам дека ова баш ќе го следите мудро следниот период, бидејќи мора да останеме и агилни ние секако, нели? Нормално е да трпиме ревидирање во домашната задача во случајот на самата платформа. Колку хартиената евиденција и тие неформални листи, да речам, влијаја можеби врз недовербата во минатото кај сограѓаните, кај нас, кај пациентите, да речеме? Секако дека влијаат, нели? И тоа е една од целите на дигитализацијата воопшто. Секогаш ја поврзуваат дигитализација со транспарентност, бидејќи се што ќе внесете во систем и да го избришете во наводници, остава трак, секогаш може да се провери секој податок, секако има голема предност. Не велам дека сосема искоренета оваа листа и овие, потребно е време. Некако се уште имаме установи, имаме лекари кои ги водат во своји евиденции, стариот систем, но еве ние со сите мерки кои можеме да ги употребиме, ќе се обидеме тоа да биде целосно и електронски евидентирано, и тие пациенти секако секој да ја добие на ист начин услугата, секако вклучувајќи и оваа електронската евиденција. Да, кога разговаравме за вашето гостување, кога ве повикав во утринската, едно нешто што го запомнив од разговорот куса кога се брифиравме, ми рековте дека ќе трпи здравството промена, дигитална, затоа што мора да ги искористиме технологијата и нели мудро и паметно алатките, вештачката интелигенција така натаму, и вие ми рековте дека практично се очекува, ако во светот денес не постои таков некој застарен, ригиден систем со хартиена вредност, да речеме како некој пат, дека тоа веројатно ќе се смени кај нас и нема да има потреба во терминот и наративот некој пат да употребуваме веќе
здравството на хартија, туку или пак да го употребуваме дигиталното здравство, ќе се добие само здравствениот систем, кој што се подразбира дека ќе биде дигитален и транспарентен за тоа го пренесуваме во последниве години, следиме секако меѓународни настани, конференции поврзани, навистина е актуелно дигитално здравство и јас го пренесувам секаде и многу ми беше логично кога го слушнав, велат кога ќе веќе доаѓа тоа време, кога ќе кажете веќе здравство, ќе се подразбира дека е дигитално, нема ни потреба да се употребува дигитално. Имавме нели електронско здравство, информатика во здравството, дигитално тие поиме, но сега здравство подразбира дека како и во другите сфери, јас не велам дека ова само за здравството, но некако здравството оди и треба како најголеми придобивки да се гледаат навистина во дигитализацијата на здравството. Да, очекувате дека ќе се зголеми и дигиталната писменост, да речеме, и по возрастното население, бидејќи тука јас тргнам и од моите родители кои што некој пат се малку резигнирани кога стана збор, нели тука сме јас, сестра ми или моите внуки кои што знаеме да помогнеме, да речеме, во нивната агилност, да полесно некако да ги навигираат, нели да речеме сега новите нели технолошки иновации во полето на здравството и плаќање на сметки или било што. Се уште постои ајде ти или јас не можам и така натаму. Но не е тоа само кај нас така. Има малку отпор сигурно кај во светот иако нели на големо се воведува, првиот јас велам не е технологијата проблемот за воведувањето, проблемот или предизвикот кој го утврдиле во земјите е точно дигиталната писменост, но не само кај пациентите, и тоа морам да го истакнам, туку и кај здравствените работници. Нели здравствените работници во нашата држава точно веќе десетина и повеќе години го користиме ние националниот систем. Некои пред нас имале системи, но како доаѓаат новите генерации, навистина се полесно да воведувате нови технологии. Тие очекуваат, тие се и тие кои го движат сега тоа воведување, но со овие кои се уште се нели активни лекари кои немале во своето образование дигитална едукација, малку оди потешко и секако плановите кога се прават за дигитализација, првата точка е всушност дигиталната писменост. И кај населението и секако кај кадарот кој го применува. Но и се друго, ќе спомнам сега тука, има неколку пилари за воведување на дигитализацијата. Еве сите нови алатки кои ги се воведуваат, вклучувајќи ја пред сега Artificial Intelligence, вештачката интелигенција, доведуваат до тоа да се отворат големи прашања на етика, на зачувување на правото на пациентот, на воспоставување на легислатива поврзана со тие, нели малку други сега субјекти ни се во игра, машините одлучуваат наместо луѓето. Но секогаш се повторува се уште дека секако крајниот збор и сега е се уште само на човекот. Немаме ние се подпираме време таа мудрост и верност. Нека и нас тука и во Европа и во светот се уште нема големи примери каде што целосно вештачката интелигенција превзима некој дел од процесот. Таа се воведува за помагање во административните постапки, еве во полесно еве вака разрешување на некои проблеми кои ги имаат државите, но се уште нема на целосно превземање но верувам, јас во делот на технологијата сум, знам дека ќе дојде тоа време, натаму оди се, но треба да се подготвуваме. Рековме да останеме агилни, мора, нели, на светот на кој што доаѓа, а верувате дека можеби сега знам дека ова не е тенденциозно, дека мора и повозрастната популација кај нас, меѓутоа верувате дека полека ќе се адаптира, да речеме, со новиот модул на евиденција на елективните операции на овој начин? Затоа што се уште сакаат да слушнат од доктор, па тука лекарот да им го даде тој на рака и така натаму. Секако останува тој пристап и тоа го нагласуваме, тие секако и сите установи ги контактираат пациентите пред операцијата за да ги подготват, да им кажат како да се подготват, нели да прашаат сепак за терминот, тоа останува тој дел на комуникација. Ова е секако една помошна алатка во која можат секој да следи ако заборавил да се потсети кога му бил терминот или како доаѓа. За повозрастна генерација веќе кажам, ние имавме добар пример со ковид некако ковид дека е добар пример. Период беше. Таму беше навистина посебно повозрастната популација со напријавувањето за вакцинација, ако се сеќавате, тоа се одеше комплетно електронски. Тие секој се снаоѓаше или со својот матичен лекар или со децата, но често пати и сами, веќе тие имаат дигитални телефони или мобилните телефони се веќе алатки за нив, така да јас верувам дека и
и брзо ќе го поминат тој јас. Веројатно дека што велите тој ковид период беше може и подготвителна точка за она што следува, да речеме, дигитално здравство. И за целиот свет, нели тоа викаме, тој баш беше како го поттикна некако повеќе развојот, кој малку стоеше во место, развојот на дигиталното здравство го поттикна ковидот. Тоа е како веќе се кажува како јасна реченица и заклучокот после ковид. После ковидот. Инаку кога велиме нов модул, вие споминавте, нашавте меѓутоа дали говориме за една техничка надградба овој пат, Жаклина, или за една суштинска промена во начинот во функционирање кој што ќе биде, да речеме, дециден проблем решен во минатото и ќе биде овој модел баш кој што ќе трпи секако некаква веројатно промена. Меѓутоа формата ќе биде таа. Да, техничка надградба е во смисла дека податоците кои веќе постојат, ние само сега ги прикажуваме и за други, нели ги прикажуваме на јавноста, но ќе остане, јас цврсто верувам дека ќе остане, дека ќе се надградува, еве со овие што ги спомнав податоци кои ќе придонесат нели малку и на системот ќе му придонесат и на државата секако, но и на пациентите. Секако сите, знаете, јас често зборам многу пати, мој термин го доживуваат сите како систем за закажување. Ние долго се бориме со тоа да го промениме и верувам дека успеваме. Така ми остана на некој синоним. Да, мој термин така беше почетното име, но Моје здравје, мобилната апликација на пример. Затоа и ќе спомнеме, Да, е веќе нешто ново кое всушност прикажува што се системот има во себе. Еве и ова е дел од системот Мој термин, операциите. Сета таа евиденција е всушност во позадина на системот Мој термин. Тоа е едно големо електронско семејство, би рекол. На многу апликации во себе. Да, би сакал чисто така една можеби ваше мислење дека секој лекар води своја листа. Дали тоа значи децентрализација или некоја подобра одговорност, можеби конкретно се ова алатка? Тоа е, ние вака и системот го градиме според тоа како е нешто напишано во законот. Многу пати ги подобруваме тие процеси, па врз основа на тоа што сме го направиле, често пати се менува законот. Но ова така стои дека лекарот кој ќе ја прави операцијата во договор со пациентот договара операција и му издава упат. Така да затоа се водат по лекар и по операција. Но секако колективот, стручниот колегиум, установата може да го направи. Има случаи кога некој лекар заминува од установата, пациентот останува во листата на чекање во таа установа и секако му е понудено, треба да му е понудено алтернатива од друг лекар. Да. Секако секогаш со знаење на пациентот, бидејќи тој лично така дозволува и така насочува нашиот систем. Може некој се излегол од здравството и така натаму. Но сепак му останува правото да се промени, ако сака, и да оди секако и во друга установа и кај друг лекар. Но секако установата е должна да му понуди замена за лекарот кој на чија листа бил. Истрено, колку новиот систем конкретно ќе ги детектира овие ситуации, колкава е улогата, Жаклина, можеби на инспекторатот и фондот во оваа контрола? Сигурно можеби ќе сака некој да знае, чисто ме интересира. И дали можеби секоја интервенција, како што рековте, остава дигитална трага што не може туку така да се избрише? Да. Соработуваме ние многу со Државниот санитарен здравствен инспекторат, со Фондот за здравствено осигурување. Податоците истите кои се во системот ги користат и тие. Веќе започнаа, тие си прават и редовни контроли секако. Но на вистина им беше потешко до сега, кога одат таму и треба во тие дневниците што ги водат лекарите да проверуваат, па да бараат дополнителни евиденции, упати на хартија, многу беше потешко. За историја на пациентот. За историја на пациентот. Еве сега преку овој начин електронското следење и инспекторите ќе добијат пристап за да можат да следат. Всушност тие имаат еден дел од пристапот, но сега ќе го добијат и ова со листите за хируршки интервенции за да можат тие да се подготват ако одат некаде да контролираат нешто, да видат всушност, или ако некој им пријави, тие работат на тој принцип, пациентите доколку забележат или мислат дека нешто не е во ред, нерегуларно, да, секогаш може да поднесат представка до Државниот санитарен здравствен инспекторат и секако до Фондот за здравствено осигурување, доколку се осигуреници, нели, кој ги штити нивните права на осигуреници, и тие се обраќаат или до нас или самите, за тоа што имаат можност проверуваат во системот, за да видат навистина кое дали навистина е нешто направено како што не било, нели не е по некои правила, така да секако и тие се вклучени
обучени и можат. А ние ќе гледаме да направиме некако некоја потесна соработка за на некој одреден период и да ги известуваме, ние како управа за електронско здравство, да ги известуваме за некои наши сознанија, некои наши анализи кои ги правиме. За да ги правиме. успокоите, нели, ако во моментот се уклучи некаков аларм, да речеме. Меѓутоа и да ги алармираме доколку сметаме дека нешто неправилно се случува некаде во некоја установа. Јасно. Жаклина, ако дел од нашите сограѓани или пациентот во последен миг реши да оди во приватна установа, како точно системот го отстранува, да речеме, од самата листа, или повторно докторот или неговиот менаџмент тоа треба да го стори? Исто ќе спомнам сега дека голем дел од но оние имаме приватни установи кои даваат услуги во мрежата на здравствени установи. Имаме неколку тука очни клиники, имаме неколку кардиохируршки. Тие се исто така дел од оваа листа, така да и таму може да се след, доколку е упатот издаден од овие лекари кои работат со факсимил од фондот. Но, ако реши пациентот секако да излезе од листата од било кои причини, очекуваме дека тој треба да ја контактира установата, тоа да го каже. Кога ќе го најави, администраторот во системот и дури самиот лекар има опција да го отстрани, велиме него, да го избрише тој упат, да тој излезе од листата. Но исто така постои обврска на самите установи да ја следат листата и тие како што ја планираат неделната листа на операции, тие ги контактираат пациентите кога пациентот може при тоа јавување да им каже дека повеќе нема да не сака или е опериран или нешто решил да оди во друга установа, тие тогаш исто така го внесуваат тој податок и пациентот го бришат всушност од листата, иако записот останува дека тој бил некогаш и така тоа е тој секојдневен процес кој тие го прават и до сега го прават ажурно најголем дел од клиниките и е процес кој си тече и на тој начин се регулираат всушност листите на чекање. Да, како дел од нели оваа платформа, кои се првите можеби индикатори што ќе покажа дека системот веќе функционира во овие 3 седмици веќе? Еве јас првин тие бројки што ги кажав дека колку бе над скоро 3000 така? се ажурирани податоци за 20 дена, значи 3000. Тоа е веќе успешно според вас. Тоа е според мене во ред. Ќе следиме, ќе споредуваме понатаму. Ќе гледаме, се уште има долги листи на чекање кај некои лекари. Ќе ги дадеме листите односно кога ќе ги споредиме со бројот на извршени операции, ќе ги дадеме да ги ревидираат во установите, да видат веројатно доколку имаат опции за подобрување, за поголем број на операции, секако тоа да го прават. Верувам дека тие и сега имаат информации, но секогаш има од помош кога и ние ќе им дадеме дополнително и секако и на национално ниво. И веќе спомнам некој еден проблем кој често пати го зборуваат и сите сме свесни дека во градовите во Македонија, освен во Скопје, многу помалку, и тоа покажува и на вистини системот, многу помалку операции се прават. Најголем дел се прават во скопските клиники, нели цело време тоа е обемноста и поголемите клиники кои што имаме. Обемноста некако и не знам од кои причини луѓето сакаат да дојдат во Скопје да направат операцијата и се чувствуваат малку можеби на некој начин побезбедно затоа што еве сега не велам не сум од лекар во профил, има некако јасно тоа што знам и поедноставни операции во областите кои ги покриваат и посложени и тие поедноставните секој лекар во градовите е обучен, има и опрема да ја направи, но некако сепак се одлучуваат пациентите и сакаат да дојдат во Скопје. И се работи на тоа, секако Министерството има и планови за тоа, таа децентрализација да биде што побрзо. И доста од лекарите, од клиниките, одат веќе во градовите. Ова и порано се случуваше и сега, и таму ги вршат операциите, и тоа е исто добар чекор. Да речеме одредени термини, вторник знаеме дека доктор Жаклина Марко е во, да речеме, во Берово. Да, одат, ги прават прегледите, дури каде што има еве знам има добар пример во Куманово, очен лекар и таму ги прави операциите за катаракта и таму со помош на лекарите кои работат, тие ќе бидат понатаму обучени да продолжат сами да ги прават операциите, а сега оди докторот клиник. Оди во Гостивар, колку што ми во многу други градови, во Битола се случува не само за хируршките интервенции, за други услуги здравствени, одат и се надеваме сите на тоа дека ќе се малку растерети. Намали листата на чекање, да речеме, во Скопје. Во Скопје, посебно во универзитетските клиники. Да. Инаку, тоа што го споменавте на почетокот, беше и баш прашање од мојата редакција, конкретно дека годиниве многу ми е корисна апликацијата Моје здравје, веќе потсетам дека тоа представува една современа исто така дигитална алатка која што возможува на сите нас еден едноставен и брз пристап до сопствените здравствени податоци и
Преку истата апликација Моје здравје, пациентите може да ги следат своите упати, термини, резултати од прегледи, интервенции, но и да добијат појасна слика за својот здравствен статус во секое време. Меѓутоа и надградба на системот Мој термин. Оваа апликација внесе една нова, свежина, транспарентност, би рекол, и контрола, пациентот да не биде само повеќе како пасивен набљудувач, ами и активен учесник во, така да речем, собствено лекување. Сега, дали податоците во Моје здравје автоматски ќе се синхронизираат со системот Мој термин, и тоа да го објасниме за оние кои што ја користат, да речеме, Моје здравје апликацијата. Да. Моје здравје, да, секако една од ретките, еве, не сакам да звучам дека сме направиле некаков, не знам како фичекор, меѓутоа, еве, за тие што не знаат, ретко има држави кои имаат, поготово од владина институција, нели од министерство, да понудат мобилна апликација. Иако мобилните апликации сега не се секојдневни или за се и се што. Но ваква апликација која е мобилна, еве и во нашата држава е, не знам дали има некоја друга, не се сеќавам, меѓутоа Моје здравје е една од првите која понуди се што имаме во Мој термин, а е поврзано со пациентот, да тој самиот може да го види во апликацијата, целата историја. И сега таму на еден едноставен начин за пациентот се групирани по групи на издадени упати и резултати, има административни податоци поврзани со осигурувањето, поврзани со тоа кој ви е матичен лекар. Ова ќе го спомнам исто на почетокот, кога ја пуштивме, многу пациенти ни се јавија дека тие всушност немале ни, не знаеле дека тој име, например, матичен стоматолог или матичен гинеколог некој пат. Појдат на апликацијата и таму веќе се ажурирани податоците. Се ажурирани податоците, тие еве може не заборавиле кога го избрале, но еве и тоа е еден од податоците кои го имаат кај себе. И секако пристапот до своите резултати. И сега ние го пуштивме Моје здравје пред неколку години, започна користењето како и често пати во светов, еве исто сме следеле. На почетокот има голем интерес, до потоа некако спласнува тој интерес. И да, тие што го имат и го следат, еве јас лично, ако одам на лабораторија, не одам веќе да си ги земам резултатите, нели не одам кај лекарот, си ги гледам на мојот телефон. Да, ја би го препорачал Моје здравје сите кои што не гледаат да инсталираат. И за нив е многу полесно и за матичните лекари. И сега точно има малку еден чекор на почетокот кога се инсталира, всушност кога се приклучувате, но тоа е задолжително за да обезбедиме ние приватност и сигурност на податоците, го користиме националниот систем за електронска идентификација. Така? И се користи тој единствен пристап на граѓанинот како верификација. И често пати доаѓа тука до препрека, посебно еве кај повозрастните. Ние иако се обидуваме да го објасниме, тоа имаме поставено имаме еден портал исто Е-здравство, таму е на широко пишано и на самата апликација Моје здравје има упатства, дека тие треба да имаат профил во делот на Е-услуги на државата, кој се означува со ниско ниво. И во малку ги избунува. Има таму едно основно ниво, кое е најниското ниво, за кое не ви е потребно да одите на некој шалтер каде што се прави верификација на вашиот идентитет. Тоа може да го има секој, меѓутоа, за да ја користите Моје здравје апликацијата, мора да имате профил кој е на така наречено ниско ниво. И сега што им препорачуваме на сите, и ова исто сакам да кажам. Некои нормални податоци кои што ги ставаме, како на некоја социјална мрежа кога отвориме, да речеме, генерали. Така, меѓутоа, ова е еден чекор плюс. Тоа значи, кога имате ниско ниво на профил, дека некој службеник кој е за тоа заложен, ви го потврдил вашиот идентитет, од лична карта, со физичко присуство, и тоа се правеше масовно пред некој време за Мој ДДВ, например, апликацијата за УЈП, пријавувањето на даноци. Еве сите вработени го поминале тој процес и сега имаме нови вработени, нови граѓани, они кои биле студенти, кои никогаш не дошле и канцелариите на УЈП го правеа тоа. Имаме канцеларија отворена на Министерството за дигитална трансформација. Има добри упатства, ако одите на Е-услуги, ако не сте сигурни, ако имате профил, веднаш кога ќе се најавите, во вашиот дел за профил пишува на кое ниво сте. За да користите Моје здравје, треба да имате најмалку ниско ниво на профил. И со тоа влегувате всушност и понатаму е лесно да си воспоставувате пин за приклучок и си ги следите потоците. И сега имаме од време на време технички проблеми и се соочуваме, бидејќи зборуваме сега за архива која е стара,
од 2013 година започнале првите. Вие, ако сте биле на лекар или имате рецепт од 2013, и тие ви се во системот, и тие ќе ги добиете назад. Така да се е тоа малку сега и технички е предизвик да го обезбедите. Имаме од време на време некои предизвици, нови верзии излегуваат на апликацијата. Се трудиме да следиме, но навистина еве како вас и јас постојано препорачуваме на сите. Матичните лекари го пренесуваат тоа, најдобро исто за пациентот е да, ако може да го види, за да си ги следи секој своите резултати. Иако остануваме на тоа дека секако резултатите се за лекарите. Значи, и затоа ова што велам и во светот, кога започнувате да вие ги следите, но има и примери на држави каде што воопшто резултатите од некои испитувања не доаѓаат до пациентите. И има тука и оправдание зошто е тоа така, бидејќи секако лекарот кој го испратил пациентот на некои испитување, треба да ги протолкува и да ги каже. Тука ќе се соочиме со едно малку, поготово сега на овие вакви отворени можности, нели, да се ги пребаруваат и да се ги некој да ви ги толкува, дури вештачката интелигенција, да дојдете до погрешни заклучоци. И затоа некаде останува сепак препораката е да тие резултати се консултираат секако со лекар кој ги следи, ја следи состојбата на пациентот. Супер. Значи дека само треба да отворите корисничко име, нели, стандардна лозинка и тука што велите вие ниско ниво на каде што службеник ќе ви го верификува. Да, ако го немаат, тогаш има препорака таму, имате и достапни телефони за техничка поддршка од порталот за услуги, можат секако да се обратат таму и да. И тоа е комбинацијата која малку ни го успори, може малку го отежна, еве да не речам, но мора така препорачано. Меѓутоа дека моје здравје и мој термин ќе бидат синхронизирани всушност. Да, тие се од почетокот се истите податоци кои ви се во мој термин кои ги внесуваат лекарите се и во моје здравје. За да може хирургот да види нели анамнеза некаква или крвна група или било што таму ќе се стои како податок некако. Тој секако ги гледа и во својот профил во мој термин како специјалист, како лекар. Како поддршка тука. Ама пациентот за себе може да ги гледа во моје здравје. Тоа е само за пациентот како една здравствена лична карта. Колку се користи денеска моје здравје, Жаклина? Па ние имаме активни некако имаше над 80.000 симнувања, околу 30-40.000 корисници гледаме дека активно. Па тоа е мал број на вистина, но ако споредиме и со другите услуги електронски кои државава на вистина беше закочена едно време, сега малку повеќе се понудија и пак станува збор и за ова што велиме дигиталната писменост и сето тоа, а на вистина треба и малку повеќе промоции да луѓето ја користат и секако да видат придобивка. Јас исто не би имале мобилна апликација зашто да имам на мојот телефон да ми зафаќа простор ако немам корисност. Ние воспоставивме еве и нотификации, на пример кога ќе биде издаден упат за пациентот, му стигнува нотификација, кога ќе му бидат препишани рецептите, стигнува нотификација. Ако е откажан исто упатот, и тука може да се ги види, да се подсетува за термините. Тоа се придобивките кои треба да ги види пациентот доколку нели за да може за да сака да ја користи понатаму апликација. Најлачко прашање. Одам да проверам крвна анализа, дали ми е добра крвта, исто да речеме некоја приватна клиника или било кој од нашиот матичен лекар ги става тие податоци во моје здравје? Тој што го издава резултатот, да, ги става во мој термин, всушност мој термин ги пренесува, ги превзема моје здравје, но станува збор за оние кои се отидени со упат кој го покрива фондот за здравствено осигурување. За сега се само тие услуги кај нас, не се се уште тие кои се добиваат во приватните установи кои не се во мрежата. Да не забораваме дека со ова и на некој начин нешто што може да ги видат нели информациите така натаму ќе ја намали потребата секој од нас како граѓани да ја посетуваат можеби некоја здравствена установа само за да ги добијат своите податоци, затоа велам дека треба и убаво да се инсталира еве во овој период ако не гледаат да го сторат тоа. И имаме и такви примери, јас сум приметила еве кога одиме во установите, тие дури напишале како информација за пациентите дека резултатите можете да ги видите во апликацијата Моје здравје или секако кај вашиот матичен лекар и секако ќе ги добиете и на шалтерот, но за да не доаѓаат втор пат, поедноставно е, бидејќи истиот резултат се прикачува и таму, да го видат, односно таму можат и да го испечатат во формат кој е нели достапен, ако им треба и печатена, но секако електронски видлив. Ќе биде достапно. Сосема за крај, како го гледате мој термин, можеби следниве 2-3 години со оглед на тоа дека еве како рековме од 2015-та, тоа се цела деценија, нели ажурирани веќе податоци, дигитално тука некако присутни за секој од нас.
ќе трпи уште поголеми промени можеби до крајот на годината или ова е една од поголемите кои што ги најавувате и ги создадовте за гледачите, за пациентите? Имаме историја, навистина и од 2012-13 започна се, 2015 се и болничките. Ние како управа за електронско здравство 2015 сме формирани, 10 години од управата. Јас лично, бидејќи 2016 сме како вработени во таа управа, оваа година 10 години правам на вработување. Честитки, браво. Фала. Но, навистина сега периодов е бурен во поглед на што да правите понатаму. Ние имаме цело време идеи, нели, што се однесуваат на технологијата, ама кога ги спорите овие фактори цело време што ги зборувам, дигиталната писменост и сите водењето на евиденциите во државите, поготово сега со ова размената, нели, Европа прави еден веќе е воведен European Health Data Space, се нарекува нешто кое за да разменуваме податоци меѓу себе. Сакаме натаму да се насочиме и мислам дека натаму ќе ги градиме. Во процес сме ќе започнеме на изработка на дигитална стратегија за дигитално здравство и тука ќе ги прецизираме, барем ќе направиме некој роудмап како би оделе. Иако пак велам динамично е, не можете да направите сега стратешки план што би правил следните 5 години, поготово не во ваква динамична област како што е здравството, а поготово по дигиталното, брзо се менува, така да ние постојано и последниве 10 години го надградуваме мој термин со се што сметаме дека е добро и да се воведе електронски. Се обидовме сите хартиени до сега евиденции, не недостасуваат овие кематичните лекари евиденциите во соработка со фондот, се трудиме сега и тие можеби оваа година веќе да ги веруваме дека тоа ќе се истреби со тек на време за брзо. Да, но тоа се повеќе фактори. Еден е секогаш, јас велам, ќе остане бекап опцијата да нели се случуваат сега и такви потреси на недостаток на интернет, некогаш секогаш ќе имате вие потреба од некоја хартија, но да ја минимизираме, односно да направиме тоа да биде навистина се дигитално и тоа се плановите. Динамични се, имаме постојано некои надградби во самиот систем, но секако и новини кои очекуваме и владата и сите да ги донесат како план и веќе ги имаат во своите програми да ги спроведеме. Да се примена со тек на време. Ќе потсетам уште еднаш дека овој модул за евиденција, за она што го говоревме со Жаклина всушност утринава, на евиденција на елективни хируршки интервенции веќе ви е достапен овие 3 седмици на operacii.zdravstvo.gov.mk, така што сите вие кои што имате веќе закажано, може да ги следите листите на чекање, операциите ќе се закажуваат по принцип прв дојден и прв услужен и вашата лична траекторија како е нели според вашето бројче кое што го имате на упатот, ќе си го гледате нели вашиот термин кога ќе биде конкретно. Мислам дека бевме сосем отчетни и јасни за се она што дополнително ќе дојде од новите можеби промени на мој термин. Вистина ќе ве очекувам повторно во утринската. Ти благодарам.